Добре дојдовте на YouTube каналот Македонско време. Денес, август 2025 година, се наоѓаме на широк сокак во Битола. Ова видео е посветено на политичкиот судир на Тито со Сталин во 1948 година и последиците од тој судир врз етничките македонци и воопшто врз Македонија. 1948 година политичкиот судир на Тито со Јосиф Сталин имаше големи последици за Македонија и за македонското прашање во целина. Судирот ја прекина блиската врска на Југославија и Советскиот сојуз. Македонија остана во состав на Југославија и наместо очекуваното зближување со Бугарија и можност за федерација меѓу Југославија и Бугарија, таа уште повеќе се врза за Белград, односно Македонија, тогашна Народна република Македонија се повеќе се врза за Белград. Тогашна Народна република Македонија доби повеќе простор за развој на македонскиот идентитет, јазик, култура, институции, нешто што би било ограничено доколку се формираше Федерацијата на Југославија со Бугарија под советска контрола. Македонскиот јазик во Народна република Македонија беше официјален. Се отворија универзитети, културни институции и Македонија доби државност во рамките на Југословенската федерација. За Пиринска Македонија. До 1948 година Бугарија под притисок на Москва ја прифати македонската национална свест во Пиринска Македонија со воведување на македонскиот јазик во училиштата и делумно признавање на македонците. По судирот Тито Сталин во 1948 година Бугарија веднаш ја промени политиката. Македонските клубови и училишта беа затворени, македонскиот јазик укинат, а македонците повторно беа сметани за бугари. Наместо се отвори процес на обединување со Пиринска Македонија и Народна република Македонија, Пиринска Македонија повторно стана предмет на бугарската асимилациона политика. За Егејска Македонија 1948 година, што представуваше судирот на Тито со Сталин. Во тоа време траеше граѓанската војна во Грција од 1946 до 1949 година, каде македонците активно се вклучија на страната на демократската армија, поддржана од Југославија, Албанија и Бугарија. Додека Тито и Сталин беа во добри односи, Југославија им даваше логистичка поддршка на борците. Македонците се надева на подобрување на своите национални права во Егејска Македонија. По судирот со Сталин 1948 година Тито ја затвори југословенско-грчката граница и престана да ја поддржува демократската армија на Грција. Тоа практично значеше крај на шансите за успех на восстанието. По поразот на левицата во 1949 година македонците од Егејска Македонија беа тешко репресирани. Илјаници беа протерани, раселени во Источна Европа и СССР, а националното прашање за македонците во Егејска Македонија беше затворено до крајот на 20 век. Судирот Тито Сталин 1948 година беше клучна пресвртница за македонците. Во Југославија македонците ја зацврстија сопствената државност и идентитет, но во Пиринска Македонија донесе нагла асимилација и негирање македонскиот национален идентитет. За македонците во Грција донесе тежок пораз во граѓанската војна и трајна репресија врз македонците од страна на грчката држава. Ви благодариме што ги следите видеата на YouTube каналот Македонско време. Овој YouTube канал постои од јануари минатата година, 2024 година. До сега има над 380 претплатници со над 140.000 прегледи.